Контроверзната пејачка Дијана Оуџи повторно ја крена прашината на социјалните мрежи, откако објави Инстаграм стори што експресно се прошири меѓу нејзините следбеници и предизвика бура од реакции. На видеото кое брзо стана вирално, може да се види како Дијана седи во полициско комбе со метална решетка зад неа, додека во позадина тече песната на ногица од Раста. Детал што само ја зголеми мистеријата и драматиката на ситуацијата. Без ниту едно објаснување, сторието остави простор за бројни шпекулации. Дали е ова ново полициско рочиште, ново апсење или можеби неочекуван пресврт? Но само неколку часа подоцна, Дијана се огласи повторно на својот Инстаграм профил, објавувајќи фотографија од судско решение со кое официјално и се укинува домашниот притвор. Гледам дека сите ве интересира каде беше Дијана Оуџи денеска. Дијана Оуџи денес имаше судење, а исходот е се укинува мерката куќен притвор, рече таа во видео објавата. Дијана веќе неколку месеци беше во домашен притвор, под строги мерки на надзор, како дел од тековна истрага поврзана со неколку случаи што го привлекува вниманието на јавноста. Со укинувањето на мерката се отвара ново поглавје, дали ќе следи нејзино целосно ослободување или нова судска битка. Младата и талентирана пејачка Мартија Станојковиќ повторно е во фокусот на јавноста. Овој пат не поради новата песна, туку поради отворено интервју во Хајп Македонија, каде без влакна на јазикот зборуваше за својот приватен и професионален живот. И како што самата рече, планирам скандал, ама музички. Во интервјуто Мартија се осврна и на својата љубовна врска, која досега вешто ја вдржеше надвор од очите на јавноста. Ретко го споделувам, но да, имам партнер и засега тој е вистинскиот човек за мене, откри Мартија низ насмевка, додавајќи дека љубовта ѝ дава дополнителна инспирација во музиката што ја создава. Во разговорот Мартија откри дека е во завршна фаза на подготовки за својот прв солистички албум, за кој вели дека ќе ѝ донесе многу изненадувања и искрени емоции. Овој албум ќе биде мојата вистинска приказна, и музички и лично, најави пејачката додавајќи дека неколку песни ќе бидат сосема различни од она што досега го слушаме од неа. Она што најмногу ја изненади публиката беше откритието дека Мартија и пејачката Антонија Гиговска имаат иста тетоважа, како символ на нивниот заеднички почеток во музичката индустрија. Нивното пријателство кое трае со години е инспирација за многу млади артисти, две силни гласовити девојки, кои секоја на свој начин ја гради музичката поп сцена. Мартија не само што расте како уметник, туку и како личност, без филтри и со доза на искреност, која ретко се гледа во денешното шоу-биз опкружување. Таа ни даде увид во свет кој обично го држи подалеку од јавноста. Со љубов и нов албум на повидок. Дали навистина планира скандал или само најголемиот музички бум досега, останува да видиме, или подобро речено, да слушнеме. Познатиот македонски рапер Таско имаше несекојдневен настап, директно во казнено-поправната установа Идризово. Но она што го привлече вниманието на јавноста е тоа што на бина му се придружи уште едно препознатливо име од домашната хип-хоп сцена – раперот Тракер, кој моментално одслужува својата затворска казна. Настапот е дел од пошироката поддршка на Андреј Трајковски Тракер, кој со месеци наназад се наоѓа зад решетки. Таско веќе јавно го искажа својот став, барајќи негово ослободување, преку социјалните мрежи. Преку Инстаграм стори тој објави фотографија со хаштаг #FreeTracker, испраќајќи порака за поддршка кон својот пријател и долгогодишен музички соработник. Двајцата артисти важат за блиски соработници на македонската хип-хоп сцена, а заедничкиот настап во Идризово само ја зацврсти сликата за нивното пријателство и заедничка кауза. Огромно поштовање и многу добра публика. Искрено бев скептичен, но се докажа спротивното. Мал дел од атмосферата, а за другото ќе видите понатаму. Слобода за браќата дури не е обратно, напише Таско во описот на видеот. Што се случи со Тракер?
Андреј Трајковски беше уапсен на 14 јануари 2025 година, околу 19:30 часот во општина Центар, откако кај него беше пронајдена марихуана. Истата вечер, по судска наредба беше извршен претрес и во неговиот дом во аеродром, каде полицијата пронашла поголема количина марихуана, семки од канабис, дигитална вага, таблети, бела грудчеста материја, пиштол марка Зораки М906 со рамка, пари и други предмети. И покрај сериозноста на случајот, Таско не се откажа од јавно искажаната поддршка. Со присуство и настапот во Идризово, раперот уште еднаш испрати порака до јавноста, дека пријателството и уметноста не познаваат граници, дури ни затворски. Познатиот пејач и јутјубер Марио Арангеловски беше фатен на пејачка со една од највлијателните македонски инфлуенсерки, Драгана Спасовска. Сцената која ги изненади следбениците се појави на профилот на Арангеловски, каде што тој со шеговит контекст напиша: "Ме опи усред бел ден", означувајќи ја Спасовска како виновникот на ситуацијата. Според видеото, Драгана во целосна контрола, со научари на глава и пијалок на маса, очигледно ја превзеде иницијативата во нарачките, што според реакцијата на Марио било повеќе од очекуваното. Девојката уживаше на летната тераса, додека во позадина се слушаше песната "Дива" од Бионсе, како дополнителен шмек на оваа феминистичка демонстрација на сила. Иако се работи за хумористичен момент, фановите веднаш почнаа да шпекулираат дали ова е само пријателска средба или нешто повеќе се крие зад камерата. Македонската модна сцена е во вистински шок. Една од најпознатите и највлијателни инфлуенсерки и модели во земјата, Елена Ѓорговска, која секојдневно плени со својот стајлинг, изглед и присуство на социјалните мрежи, одеднаш испари од Инстаграм. Многумина од нејзините следбеници забележаа дека профилот е недостапен. Нејзиното корисничко име Елена Ѓорговска повеќе не е линк, а сите објави стории и следбеници засега се историја. Пријателски сигнал или координирана порака. Прв што се огласи по овој мистериозен онлайн недостаток беше нејзиниот најдобар пријател Предраг Перишик, кој сподели фотографии од нив двајца, позирајќи во огледало. Елена во ултра гламурозен аутфит со црн мини фустан и високи подпетици. Но најмногу внимание привлече описот на сторијата "Карли без Инстаграм". Корисничкото име е напишано, но не е означено, што само ја засили мистеријата. Дали Елена направила дигитален детокс, дали е жртва на хакерски напад, или пак ова е вовед во нов поголем проект. Се уште нема официјална потврда од неа, но ако ја познаваме добро, знаеме дека Елена никогаш не прави ништо случајно. Секој потек е внимателно испланиран, а секоја објава има своја порака. Не би било изненадување ако наскоро се врати со нов бренд, нова фотосесија или пак нова улога која ќе го разбие интернетот. Елена Ѓорговска од секогаш знаела како да го задржи вниманието, но овој пат без збор, без изјава и без филтер. Ја сруши сцената само за тоа што исчезна. Останува да видиме дали ова е само пауза, хакирање или пак затишје пред модна бура.